Нема веќе сечење без потреба. Половина од операциите на штипска хирургија се прават лапароскопски. Годишно на ова одделение во клиничката болница се извршуваат околу 800 операции. Веќе 50% од вкупниот број на операции се работат лапароскопски, а како новина за јавноста би рекол дека се работат операции на дебелото црево, поедини врсти на илиус, се работи слепото црево, двостранна кила, жолчка и други операции кои што се во доминот можда и на урологијата, поточно на гинекологија. Но ова важеше додека апаратот работеше. Годинава неколку месеци овој апарат е расипан, па сите лапароскопски операции се откажани. И додека апаратот не работи и се чека негова поправка, идните хирурзи се обучуваа на нов тренажер. Тоа не е, можеме да кажеме апарат, него е справа за почетници, доктори, кои што ќе бидат инволвирани во лапароскопската хирургија. Значи со таа справа фактички се базично ги вежбат своите покрити, да не се помине директно на операција, да се почне од почеток, да сето тоа го они истренира. И за тоа е овај апарат се вика тренажер, значи за тренирање. Справата е донација од доктор Кен Брудер, хирург од Америка, кој неколку денови престојува и работи во Штипската клиничка болница. Со лапароскопска хирургија работам повеќе од 20 години и полека низ годините ги усовршувам моите вештини. Овде сум зашто сакам стекнатото знаење да го пренесам на моите колеги, затоа што мислам дека имаат вештини да го работат она што јас го работам во САД. Присуството на доктор Брудер и наученото од него овдешните лекари веќе го применуваат во пракса. Конкретно имавме една метода која ја развивме за начин на операции на ингвинални хернии. Веќе има направено околу 10 операции на тој начин, каде што колегите од Америка има голема помош во тој дел и удел во тој дел. И е добар пример како може да функционира ефикасно таа соработка. Едукацијата е убава работа, но сепак за пациентите најважно е кога лапароскопот ќе проработи. Па за операции наместо во другите клинички центри повторно ќе доаѓаат во Штип.